Добре дојдовте во Отворено на Алфа. Мои денешни гости се Игор Александров од Сојузот на македонски издруженија од диаспората. Добре дојдовте. Алојдин Демири, професор, поранешен градоначалник, амбасадор. Добре дојдовте. Добро најде. Александров, влеговме во вториот дел од кампањата. Остануваат уште 8 реални дена, 10 дена до референдумот. Сојузот на македонски издруженија од диаспората го смета договорот, а и референдумот за антимакедонски, противуставен, противправен и репресивен. Точно. Пред се антимакедонски затоа што очигледно станува збор за еден договор со кој што треба да се круниса вековната грчка политика според која македонскиот народ е измислен народ, односно не постои Титова креација, според кој македонци во егејскиот дел никогаш не постоеле, а со што Грција сака и да го прикрие фактот и да ги прикрие историските вистини за геноцидната политика врз македонците од тој дел на Македонија. Ние како етничка заедница во Австралија имаме голем број на македонци кои што потекнуваат од тој дел и се деца на деца бегалци. За нас тоа е посебно значајно. Плюс тоа станува збор за еден велам антимакедонски затоа што нас не се оспоруваат одредени права кои што им припаѓаат на сите други припадници на човечкиот род, само заради тоа што ние сме македонци. Значи, ваков договор држава, особено под влијание на странска држава, да прави договор со кој што сака да го редефинира или ограничи етничкиот идентитет на било кој поединец, било која група, е расистички во основа и затоа велиме и антимакедонски. Сметаме дека е противправен договорот, пред се затоа што се коси со меѓународно загарантирани човекови права и слободи, кои што според Законот за човекови права на Обединетите нации, сочинет од Декларацијата за човекови права и слободи и дополнителните конвенции, се неотуѓиви. Тие права, човекови права се поставени после Втората светска војна за да се избегнат расистичките злосторства кои што се случиле за време на војната и се поставени како права над сите други закони. Права кои што не може политичко мнозинство во една држава да му го одземе на поединецот или на етничката заедница. И кога тоа веќе се случува, може да се смета дека станува збор за репресивна политика и противправна од аспект на тоа дека е спротивна на човековите права и слободи. Велиме исто така противуставна затоа што пред се станува збор за отуѓување, делење или пренесување на суверенитетот на Република Македонија. Се дозволува надворешна држава да се меша не само во дефинирање на етничкиот идентитет на македонците, туку и во слободното изразување, слободниот критички дискурс, слободното користење на символи, што нели е дел исто така од слободното изразување, слободно асоцирање, во смисла, ако ние кажеме дека ние и македонците во егејскиот дел на Македонија сме еден народ, они тоа ќе го третираат како иредентизам или ревизионизам, како што е третирано во договорот. Значи, и се дозволува на една надворешна држава да се меша во суверените права на граѓаните на Република Македонија и со тоа се прекршува членот 1 од Уставот, кој што забранува отуѓување, делење или пренесување на суверенитетот. Значи, нема право ниту парламентот, ниту граѓаните на референдум не можат да тргуваат со суверенитетот. Забрането е изричито, не само што немаат овластување, туку забрана има, изричита забрана. И понатаму се предвидува промена на преамбулата на Уставот на Република Македонија, која што не е доставена пред граѓаните да видат точно како ќе се измени, но ние знаеме што било спорно за Грција во таа преамбула, а спорно за Грција во таа преамбула е дека Уставот е правен како устав на држава во која што македонскиот народ е државотворен народ и која што е создадена врз основа на илинденските и асномските заложби на таа држава. Значи се руши уставот од темел. Не е тоа промена на уставот, тоа е рушење на темелите на уставот и оставање само на школката на уставот. Демири, прв пат сте наш гостин во рамки на кампањава. Да појасниме кој е вашиот став околу референдумот и ова што го зборуваше Александров. Добро, Александар зборува. Неговото гледање и гледање на Македонија и македонштина онака како тие замислуваат. Референдумот е друго поглавје. Меѓутоа, ако ја гледаме оваа состојба денеска што се збиднува, тоа е еден проблем кој се влече 27 години, која
во кој сите власти минати, леви, десни, горни, долни, сите беа замешани и не најдоа начин да го средат, затоа што Македонија влезе во оваа агонија, влезе во овој проблем со подпишување на тој споразум, спогодба, како се вика, и со кратенка БРМ. Значи, во одреден дел, во одредена смисла дипломатска меѓународна е држава во чекална. Целиот суверенитет, целите права, должности, обложни беа суспендирани на одреден начин. Во дипломацијата тоа постои. Jer ako во Обединетите нации си БРМ си во тоа. А БРМ што уствари значеше? Значеше една кратенка исчекување да се среди одреден историски реален, нереален, сурреален контест на Македонија со Грција, на македонците, на Македонија со Обединетите нации и на Македонија со сите. Што сушност тоа значи? Тоа значи дека основен проблем стана името. Името Македонија. Кое име за прв пат се појавува власно. И тоа не во патронаж на собствена единка, туку во заедница, така да не беше Република Македонија, тогаш беше Федеративна Народна Република Македонија, потоа Социјалистичка Република Македонија, да на крај во 91-та година со референдум, еден сомнителен би се рекло, едно сомнително договарање, кој референдум беше со две можни алтернативи, или. Значи и, не или. И самостојна, и во сојуз со... Но беше Република Македонија цело време, другото беше општественото за уредување, покажа. Не, за референдумот зборувам, за референдумското прашање. И така се створи тој краток век на животот на Република Македонија. Значи, многу кратко живееше, се додека стана БРМ. Сега, овој спор треба да се реши од историски, цивилизацијски и етнички. Историски зошто? Затоа што сепак Македонија е антички термин. Античка територија и грците сметаат, дали со право или не, тие сметаат дека Македонија нив им припаѓа. Етнички, овие македонци, што денеска живеат во Македонија, овие македонци да направат дистинкција дека немаат ништо со тие стари македонци. Тоа е друга цивилизација, друга култура и нешто друго. Но не постојат или постојат други македонци во моментот? Не, тие не постојат, тие се претворени во елени. Така тие викаат, претопени во елени. Исто онака како што и илирите се претопени во албанци, трачаните се претопени во румуни и така натаму. Тоа се историски процеси кои не може да се менуваат. Во меѓувреме што стана? Сите се повикаа и грците, како времето поаѓаше, се заоштруваше состојбата. Ако во почеток имаше предлог да се преговара само за името, проблемите се наталожија во тој смисол дека во Македонија се јави идејата дека да, ние сме антички македонци, што историјата и цивилизацијата не го призна. Не може да бидеш и антички и словен. Од друга страна се затегна односите што грците навлегоа од инеетот, не знам што, и во етнитетот. И тога се јавија, дека во почеток не беа овие тези, тога се јавија тезите дека не постојат македонците, не постои јазикот и така натаму. И договорот на крај. Ова елита што преговараше и се договараше, мислам дека направи одлична сделка.
сделката во смисло на политичко уредување на реалноста. Што тоа значи? Тоа значи тие во тие преговори успеа да сочуваат идентитет. Идентитетот македонец, македонски постои во тој договор. Тие успеа да сочуваат јазик. Јазикот македонец, македонски, не е така како што е, се сочува. Затоа што пред 50-60 години во Македонија, во тогашна Југославија, интензивно постоеше тој вапај македонскиот јазик да биде дел од словенските јазици, што на крај и стана. Така да немаше ништо со овие грчки или хеленски јазици, како се викаат. И во тоа смисла, така гледано, јас мислам дека сделката е одлична. Она што се добива не е пред се НАТО преговорите и ЕУ преговорите, туку со Северна Македонија придавката се добива за прв пат сериозен суверенитет на Република, Северна Република сме навикнати, Македонија во меѓународна сцена, во Обединетите нации, со соседите, со Грција, со Бугарија, со Косово, Албанија и Србија над се. И сега тие придобивки што се добиваат од овој договор. Во онаа смисла, ако се рачуна во вакви договори, ако се рачуна губитник-добитник, нигде не води тоа. Нити може да се добие, нити може да се губи. Ако се рачуна дека некој ајде да понарасе, ќе зезне некого, па ќе добие нешто што не му припаѓа или не му припаѓа. Значи, со овој договор се поставуваат некои одредени историски, современо политички, денешни, иако тој договор треба уште да се доработува во онаа смисла дека не е совршен. Внатре има се и се што. Во онаа смисла за деталисти, изгубивме ова, изгубивме она. Тие се во кратки црти, овде ја гледам таа позитивата, пред се на стабилизација на регионот, на стабилизација на Македонија, признавање на Македонија во целосветската мапа на држави, као самостојна, суверена држава, иако за суверенитетот, јас лично сметам дека ќе треба уште договори да се прават, пред се внатрешно македонски договори, внатре меѓу етнитетите, затоа што кога зборуваме за овој устав како што е денеска, гледате, он генерира различити кризи. Прво генерираше, прво е затоа што се повика сега уставот да не штити. Бидејќи тоа е тема многу актуелна со криењето и она што се изјавуваше за сега овие што ја бранат, сакат да ги притиснат. Што во иднина ќе се смени во уставот? Уставот мора да се смени. Договорот обврзува. Меѓутоа, има и делови од договорот кои ќе мора да се сменат со внатре во Македонија договори, као што е договорот со албанците или договор со другите малцинства, затоа што иницираме нешто друго. Александров, успеа ли да се сочува идентитетот со овој договор? Апсолутно не, затоа што во договорот пред се македонец како националност е чисто географски и државен поим. Многу јасно е. Еве, ќе отидам директно на точката, каде што, точката 1Б вели nationality, значи националноста. На втората страна ќе биде македонци, цртичка, граѓани на Република Северна Македонија. Станува збор за идентитет кој што се поистоветува со државата и со оваа територија. Нашиот етнички идентитет не изникнува од оваа ограничена територија која што е
дефинирана после Втората светска војна. Не само што има македонци, етнички македонци во Грција, во Бугарија, во Мала Преспа, туку и тука во Македонија ги има бегалци од тие делови на Македонија, ги има и низ светот. Таквите македонци овде не фигурираат. Имате, некој се повикува на точката 7, мислам, дека според точката 7 ни се признава националноста македонци. Напротив, точката 7 вели дека поимот Македонија и македонци за двете страни има две различни значења. За едната страна, за Грција, се однесува на егејскиот дел на Македонија, да го наречеме, те они го викаат северниот дел на Грција, и особеностите на народот од тие страни, кој што е чисто поврзан со хеленистичката цивилизација од антиката денес. Прво тоа е историски фалсификат. Мислам, сум имал прилика во Австралија да присуствувам и на предавања и да читам книги од врвни историчари кои што специализираат по античка историја. Може да се најдат и книги кои што денес постојат како преводи од антички автори, каде што е многу јасно пред се дека Грција како држава во антиката не постоела, Република Македонија или дел од Македонија не бил никогаш дел од Грција до Балканските војни. Никогаш пред тоа Македонија не била дел од Грција и понатаму дека и во античко време имало идентитетски разлики кои што во преводите од античките текстови се нарекуваат расни разлики помеѓу македонците и атињаните, например. Прво, станува збор со овој договор за ратификување на историски фалсификат. Историски фалсификат кој што е правен во служба на националистички тези уште 19-тиот век, кога се граделе тие национални држави, како што градел и Хитлер на времето. Значи, еден концепт на нацијата и историјата и некаков си крвен континуитет, кој што веќе одамна е минато во западниот свет. Ние треба прво тоа да го утврдиме на Грција. Понатаму, втората страна се вели дека кога втората страна го користи поимот македонци, тоа се однесува на нејзината територија и јазикот и особеностите поврзани со таа територија, кои што немаат ништо заедничко со особеностите на македонците во другата територија. Јас себе не се наоѓам во било кој од тие дефиниции како македонец. Ако некој се наоѓа, тоа е негово право, но не може моето право да ми го ограничи јас така да се дефинирам како што јас се дефинирам. И тоа, пазете, не само што се обидуваат тука со меѓудржавен договор да го редефинираат македонскиот идентитет или да го релативизираат, туку дури се обидуваат да ни забранат да дискутираме, да користиме символи, да изразуваме ставови кои што се косат со таа теза. Тоа веќе навлегува во фашизам, навлегува во сталинизам, навлегува во нарушување на граѓански права и слободи, кои што не водат назад, не водат напред. Каде го има ова во Западна Европа? Каде има ваков однос во Западна Европа, каде што државата се обидува да дефинира етнички идентитет? Австралија до 60-тите години имаше официјална политика дека белите доселеници во Австралија се населиле на ненаселена земја. Значи, абориджените, домородните, како да не биле таму. Од таа политика Австралија од 60-тите наом полека се повлекува до степен каде што им се извинува на абориджините за геноцидна и етноцидна политика. Додека тој свет оди напред, ние одиме назад. И не е вистина дека ние сме биле БРМ до сега. Уставното име било Република Македонија. Мислам дека некаде околу 180 држави во светот, вклучувајќи и Америка, ја признале Република Македонија како Република Македонија. Што се однесува до привремената референца за Обединетите нации, ние како заедница никогаш не сме ја прифатиле таа спогодба, затоа што и таа спогодба навлегува во суверенитетот и човековите права и слободи на ист начин како и ова. Но ова оди веќе многу поекстремно. Тука не станува збор само за државата. Значи, јас не се согласувам со поистоветување на државата или државниот идентитет со етничкиот идентитет. Прво. Овдека не се прави дистинкција меѓу едното и другото. И мислам дека и кога би бил албанец, ја би се прашал, ако народот кој што живее на оваа територија, Република Македонија, го нарекуваме само македонски, кои се етничките албанци според овој договор? Тоа ќе се толкува на начин со тоа што ќе се каже дека овој договор не се занимава со етнички идентитет, се занимава со државно национален идентитет,
а етничката самоопределба ја остава на поединецот, но на сите други, освен на македонците. Значи, ајде ние да направиме утре договор, да речеме меѓународен со Србија или со некој друг, каде што ќе им забраниме на албанците во Македонија да го користат двоглавиот орел, затоа што двоглавиот орел го сметаме за православен символ. Ќе сметаат ли албанците тука дека ние сме ги нарушиле нивните човекови права и слободи? И ја не мислам дека тука станува збор за гледање на проблемот чисто од македонски агол. Тука станува збор за гледање од човечки агол. Затоа што ако се поставува преседан за нарушување на човековите права и слободи на македонците, во кој што се повикува албанскиот народ во Македонија да соучествува, тогаш се поставува преседан за утре некој да удри по човековите права и слободи на албанците. Зошто ние имаме Бадинтерово правило за кога треба да се решава за прашања кои што ги засегаат албанците како посебна етничка група во Македонија? Зошто не може просто мнозинство од граѓаните на Република Македонија да решава за тие прашања без мнозинство од албанците да дадат согласност или мнозинство од малцинството во парламентот да дадат согласност? Затоа што се признава дека тука станува збор за права кои што пред се им припаѓаат нив. И не може друг да им го одземе. Не може мнозинството да ти го одземе малцинското или индивидуалното право. А што се однесува до зачуван јазик, значи јазикот не бил спорен јазикот македонски не бил оспорен до сега. Тука само се потврдува признавање на македонскиот јазик како официјален кодифициран јазик кој што постои уште од 77 година. Иако не мора да е не е задолжително јазиците на етничките заедници низ светот да се признаваат. Тој јазик е признат како официјален јазик на Република Македонија. Так. Но не бил оспорен до сега. А ние сега се однесуваме како да бил оспорен. Ќе направиме куса пауза, ќе продолжиме со вас, Демири, но мора да одиме со рекламите, па се враќаме во студио. Студио на Алфа, мои гости се един Демири и Игор Александров. Демири, Да, сакав малку да реплицирам во однос на тоа историски чињеници, историски непобитни чињеници кои се потврдуваат не само овде, туку и надвор. Историјата не е собственост. Историјата сепак е и меѓународно призната работа и поимот на сваќање нации и извртувањето на одредени периоди. Видите, фактот дека словените се дојдени во 7 век, тоа е непобитна чињеница и тоа не може да се исправи денеска, не може на Груевски да му текне. Не, ние сме антички. Да, но поврзаноста на поднебието со народот кој што дошол тука. Тие хипотези И се хипотези и ништо не произведуваат. Поврзаноста е тука биле и лири. Ете, тука сме. Фактот што дошле Словени, едните прераснале во Срби, другите во македонци, третите во Хрвати и така напред, тоа ништо не менува. Тоа е една чињеница. И сега, повикањето на тоа денеска произведува одредени идеи од кој Балканот е болен. Знаете која држава, која е нормална држава во Балканот која нема сон? Ни една. Само Црна Гора и Косово. Затоа што идејата на мегали Гриз постоеше. Идејата на Сан Стефанска Бугарија постоеше. Идејата на голема Албанија постоеше. Каде се тие големи работи во овој мал простор? Нема простор. Скренувањето, непознавањето на преодбата од народ во нација е дебело непознавање на општествените процеси кои се збидна негде порано, негде подоцна. Затоа имаме постандардизирани држави, таму каде што порано се појави буржуазијата во Централна и Западна Европа, и дека нациите кои се јавуваат подоцна, вклучувајќи ајде од албанската нација, македонската, србите нешто порано, грчката и така натаму. И тие процеси така течат. Сега, ако овој договор се вметне во овој процес, што изгубивме, многу нешто изгубивме. Меѓутоа,
Изгубиле нешто што немале. Изгубиле кривотворевина. Не знам кој изгубил, овие што викаат се губиме. Овие што викаат добиваат нешто реално. Јас сум бил амбасадор, не е точно дека Република Македонија е призната секаде Република Македонија. Службено е фиром во цел свет. Знаеш што прават македонските представници? И мои колеги тоа го прават. Пред конференција меѓународна, секому стои нешто напред. Кај македонските представници пред мене, секој стоело фиром, као амбасадор. Разбираш? Во која амбасада? Во Швајцарска. Во Швајцарска. А во Америка? Во Америка. После Буш. Јас што знам во Америка се Република Македонија. Абе, вети го Димитров. Во Кина е Република Македонија, во Русија Република Македонија. Министерот сегаш бил во Америка, татко му бил во Русија. Фиром беше. Сега имаше мангупи, патриоти, кои додека се снима ја крие назнаката и после пак мора да ја стави. Ова не е точно. Фактот дека овие што бранат фиром. Не бранат Република Македонија. Ако не успее договорот, ако не успее референдумот на 1 декември, што е октомври, знаеш како ќе се вика Македонија? Пак фиром. Но тоа е за надворешна употреба, не за внатрешна. Во уставот секогаш била. Не може да има. Тоа ги навредува чувствата на македонецот. Лјупчо, нема таква амбивалентност. Надвор сум стојан, внатре сум гора. Има мешањето дома и наметнувањето да се викат. По сите стандарди, за да те признаат као држава, мора да се исполнат тие стандарди. Тоа е привремено референца. Привремена, затоа што се даде можност да се преговара, да се среди, да се зашто покажувам прематерен, да се и изчистат тие работи кои пречат. Тоа беше во политиката, во дипломацијата, тоа е така. Се преговараше од рамноправни страни или? Не можем ја да ги ставам во кантар кој има предност, кој има хендикеп. Јас велам, тоа јавно сум го рекол, еве пак ќе го потворам, јас не би прифатил да преговарам ако ми негира нација и јазик. Разбираш? Грците и ден денес не признаваат. Секој ден изјавите. Тие се толкување, он погрешно толкува. Нација, чекај, погрешно толкуваш нација, државност, од каде доаѓа? Да сега објасни ми ти мене, од каде доаѓа терминот македонец? Од територијата Македонија или од етнитетот македонец? Значи, не можеш, не се обидувај. Не се обидувај, не можеш. Македонската територија е домородна држава на етничките македонци. Како домородна? Во Австралија има македонци иселени на почетокот на 20-тиот век кои што таму се идентификувани како македонци. Сега не си свесен дека истото кога немало македонска држава, не го правиш големата Македонија со Пирин, со Егеј, ја не знам кога постоело и колку постоело. Нема да правам за тие големи теории што абориџините ако кажат дека се домороден народ на Австралија, ова е Албанија, разбираш, и за голема Албанија, ова е Албанија, не е Македонија. За Србија, голема Србија, ова е Бановина. Дека 34 години живеела као но вашиот идентитет не е воопшто чепнат со овој договор. Ама не бил ни што ако ние би побарале договор утре, билатерален договор со Србија, затоа што сметаме дека е во наш интерес, добрососедски интерес. Таа логика ти е погрешна затоа што ние имаме природен договор. Албанската историја според не може да ја преиначуваш албанската историја затоа што нигде албанската историја не граби. Не краде. Ја знам дека граби. Например, јас сметам дека илирите се потомци на словените. И тоа сум го видел во славистички тези, ова ниво сум бил во види, ова ниво сум бил во биоскоп, го видов филмот, рекла вака, остави. Зборуваме за научни тези од слависти кои што се низ светот признати. Јас сум студирал на катедра за славистика на Австралијски универзитет, во кој што една од тезите
за античкиот илирски јазик е дека е протословенски. Тоа и хрвати го тврдат. Има хрватски доктор на науки во Америка кој што предава на таа теза. Види, вакво незнаење, вакво незнаење на историјата, вакво непризнавање на историјата е штетно. Пред се за себе. Поентата е ова. Затоа што било каде да се јавиш, било каде да го прокламираш, ова е смешна работа. Значи јас сум бил на доволно места за да знам што е смешно. Сум бил овдека во книжара да видам колку книги имате на англиски јазик и колку извори имате од античкиот период и од римскиот, знам колку има во Австралија. Значи и овие библиотеки овдека изгледаат на детски библиотеки во споредба со библиотеките на Австралија. Не е детска. Дојди во штул, не е детска. За тоа што може некој да го провери. Дојди во штул, ќе те снабдевам со литература да видиш како се пишува. Поентата е дека треба да има слобода на полемика по ова прашање. Да. Не зборувам за слободите. Слободи се ограничуваат со овој договор. За слободите се друго. Значи, денеска имаш држава Македонија каде што уште немаш службен јазик албански. Добро, ако според овој договор, според член 6 од овој договор, треба да државата да преземе мерки да забрани непријателски активности, акции и пропаганда кои што од агенции директно или индиректно контролирани од државата да спречи активности кои што може да поттикнат иредентизам или ревизионизам. Секое спомнување на македонци во егејскиот дел на Македонија за Грција е иредентизам, иако постојат меѓународни организации за човекови права и судови кои што донеле одлука дека таму постојат македонци кои што се дискриминирани од државата. Тие македонци се прогонувани во Грција заради иредентизам. И сега, според овој член, јас утре, ако сакам научно, не јас, некој по-компетентен научник од мене, ако сака научно да ја стави на испит вашата теза за историјата, затоа што историјата постојано се истражува, постојано нови тези. Не сум ја историчар, не измислувам тези. Добро, јас сум видел и поинаку, вие ги кажувате оние што ви одговараат вас на таа голема албанска идеологија, мислам, тоа е тоа. Тие тези се тези на голема албанската идеологија. Постоењето на македонците, признавањето на македонците е проалбанска работа. Вашите толкувања за елирите се големо албанска политика. Кажи не знам. Кажи погрешна книга имам прочитана доста. Али ова теза е светски призната. Погрешна книга, има антички атински книги кои што велат дека античките македонци, тракици и илири биле сродни народи. Ако биле сродни народи. Еден или еден пелаз го зборувале ист јазик. Битно е дека треба да има слобода научниците да можат да ги аргументираат овие тези, да дискутираат за овие тези и луѓето сами да се определат на кого му веруваат. Тоа е демократија, тоа е слобода. Не може Македонија да влегува во Европска унија, да влегува во европски свет, во западен свет, со тези и со ментален склоп од 19 век. Преправање на историја, види историјата не може ти да на дефинирање на етнитетот кој што вие ми го кажувате од 19 век. Да се вратиме ако може во сегашноста, отидовме малку премногу во историја. Ајде да се вратиме. Овој дел бил демократски. Ама Зоран Заев, ајде да се вратиме. Он го потпишал договорот, онда не е поспособен од мене да ја толкува историјата. Јас ти кажувам да се вратиме во сегашноста ако може. Вемо. Човеко, ве молам да се вратиме во сегашноста. Кампањата тече во моментов. Од една страна имаме јака машинерија, целата владина машинерија е вклучена во приказката, буквално сите владини ресурси, оправданоста од нивна страна е дека се работело за стратешки интереси како што се НАТО и дека можат и мораат да го прават тоа. Од друга страна изборниот закон кој што вели дека и не е баш така бидејќи референдумот спаѓа под него. Тука се и дипломатските секојдневни екскурзии, имаме буквално наплив на странски дипломати од сите можни рангови, министри, секретари, канцелари и секој што се тука. Од другата страна пак се оние кои што се за бојкотирање на референдумот и останатите граѓани, дел организации, дел повеќе лично на социјалните мрежи. Наликува ли ова на борба на Давид и Голијат и колку е оправдано се тоа што се случува на овој начин? Види, ова не е оправдано. Ти ги кажува сега едните работи. А јас да кажам една друга работа. Однесувањето на ВМРО. Добро. Што нема став. Оставањето на слободата да се изјаснат не е став тоа. Ние сме за НАТО и ЕУ. Не е тоа заради наметнатото прашање, бидејќи ако рече дека се против ЕУ и НАТО? Говорот на председателот Иванов, кога американците други кажуваат за мешување на русите во овој процес. Што мислите? Сива агенда работи Иванов.
Да не Како можат, како можат? Дали може би тоа е и лов на вештерки малку со. Ако сте промакедонски, сте проруски? Не. Не е тоа? Не, Да. апсолутно Мислите? не. Ако си прорус, она што го прави Ако си Иванов, промакедонец, ако тогаш си си прорус, така промакедонец, и не си. Зошто? Па бидејќи ако Никогаш си промакедонски немало. настроени, ведиш дека погрешно го референдумот е читаш. Погрешно Па, го чита. значи- Никогаш, чекај малку. Мене Никогаш малку ме наликува така. македонец не бил еднакво рус. никогаш не бил и нема Никогаш зошто не и бил. Русија никогаш во Никогаш историјата не не била добра за постоел нас. ако сојуз Да. Русија Македонија. Никогаш историски, да. Меѓутоа, антигрцизмот, антиалбанството, антибугарштината прави една одредена клима во одредени кругови кои за среќа се малцинство. Го посакуваат тоа. Штетата е кога таков еден човек имаш председател. Он цело време антимакедонски делува. Од борбата против Тоа е ваш криминалот, став. чекај мало, чекај. Од борбата против криминалот, аболира криминалци. Од непотписување, не акредитирање на закон изгласан од парламентот. Од стравот зошто му доаѓале многу емисари од надвор, нешто ќе ни земат. Ова е таа теорија на заговор, кога тие кај странците гледаат опасност. Или Добро, тоа е одредена, ваша страна. одредена работа. Да. Зошто би била опасност Меркел? Зошто би била опасност Буш, стариот, младиот? Никој не Зошто ги би толкува било така. опасност? Не, зошто? Која е Но опасност? дали не е тоа кршење на Виенската конвенција и мешање во внатрешните Не се работи на мешаат, една земја? само Како се се мешаат, ви уведува. велат, излезете Види. на референдум, гласајте Види, за. Да. Тоа не е кршење, вие сте Хан дипломат. Кажа, да. Хан кажа. Ова ви е Само шанса. Хан. Само Хан Хан беше кажа, умерен. ова ви е шанса. Да. Повелете, гласајте. Ако не гласате, ќе бидете заборавени. Тоа беше најумереното од сите други рекоа директно. Не, другите. Да. Меркел кажа, шанса ви е да гласате, да се приклучите во ова семејство. А ние сме декларирани сите за НАТО и ЕУ. Третиот, Буш што кажа? Луѓе, гласете за поради овие просично едова, воспротивно. Кога Хан рече воспротивно ќе ве заборават, овде се прочита уцена. Кого уценува Хан? Он само ти кажува една Според вистина. меѓународните Тоа е вистина. стандарди, така. Ако не успее референдума, ако не се ратификува ден после, ако не се ратификува договорот со Грција, знае, свесни сте каде одиме. Свесни сте. Тоа е заевата Не се- теорија не, за не, безна ти или- кажувам тебе. Да. Свесна ли е Македонија каде оди? И тие што немаат став и тие што имаат став. Мора да биде сега во моментот, не? Не бе, не, во моментот. Нема да биде во моментот. Ако се изгласува и ако се ратификува, Македонија одеднаш, и таа е погрешна теза, одеднаш не станува членка ни на НАТО, ни на ЕУ. Повторно има процедури. Процедурите мора да течат. Стандардите мора да се запазат. Затоа Дали што по оваа цена е прашањето на сите? која е цената? Ние немаме цена. Македонците не Процесосите- сметаат така, колку што јас Па гледам и Јас живеам во Македонија. така, токму така. Сега, овие македонци, пак кај него кажувам, и ај кај тебе ќе кажам, овие македонци што сметаат дека ЗАЕФ е предавник, СДС е предавничка, СДС е комунистичка, СДС не се толку македонци. Тоа е погрешно. Нема два типа македонци. Ем антички, ем словени. Денеска јас ти кажувам дека многу мои пријатели, за не знам вие како се осеќате, вика што се зезат бе, ние не сме словенски народ. Точка. Излезе во 97-98 Груевски кажа не сме ние словенски, туку сме антички. Точка. Ајде сега со ова како ќе се справиш. Сега политичкиот профит ќар Добро, одиме денешен, пак во историјата. па не бе така. Значи, Тука почна вака, спорот. Само да кажам дека јас не се сметам ниту за антички, ниту за словенски македонец. Јас сум само македонец. Мене, моите родители, моите дедовци, моите прабаби, прадедовци ми оставиле идентитет само македонски и за мене е навреда некој да ми наметнува некој идентитет, како што, например, за албанците е навреда некој да ги нарекува шиптари. Иако некои од нив самите тоа се нарекуваат, не сакаат така да бидат нарекувани. И во прашање е почитување на моето право на слободна самоопределба. Значи, јас не сум должен овдека мојот идентитет да го конформира на нечија политички конструирана теза за историјата,
Кај мене не постои ниту словенски, ниту антички македонски идентитет, постои само македонски идентитет пред се. Ако некој друг сака да има поинаков идентитет, тоа се изразува во попис, а не во меѓудржавен договор, каде што една теза за идентитетот се поставува над друга и тоа со политички цели, репресивни политички цели. Мислам, јас овдека сум само 4-5 дена. Не може мене некој да ми каже дека јас сум проруски ориентиран, кога сум од 10 години растен и образован во Австралија, кога сум работел во парламент на Австралија за независен пратеник кој што пропагирал човекови права и слободи наспроти поголемите партии, значи барал поголема либералност во државата од што веќе постои во Австралија. Сум пишувал закон за човекови права во тој парламент, сум пишувал закон против расна дискриминација. Не може некој сега да ми каже дека јас сум проруски ориентиран или дека сум анти-грчки или анти-албански или не знам што. Јас сум против сите. Ако разбираш македонски, јас сум против, ако може да завршам само. Македонец е проруски. Јас сум кажав кој кој се. Ако може да завршам. Од каде доаѓа тоа? Јас сум против сите национализми. И мене ми пречи зошто некого јас да го етикетирам како непријател затоа што е проруски настроен. Кај мене е прашањето зошто е проруски настроен. Дали сака овдека да владее криминален и авторитарен режим како што владее во Русија? Според овој договор се засилува една криминална гарнитура која што владее со оваа држава на авторитарен, корумпиран начин, кој што многу повеќе наликува на начинот на владење во Русија, отколку на начинот на владење во Австралија или во Америка. На Груевски не наликува. Што се... Јас бев против Груевски, јас бев критичар на Груевски, ама сето тоа што го зборуваше шарената револуција против Груевски, сега оваа негова наследничка гарнитура го спроведува. Вие зборувате за СДС, па половина од овие луѓе кои што се сега пропагатори на референдумот се бивши кадри на ВМРО ДПМН кои што се искомпрометирани на некој начин и сега со уцена излегуваат во поддршка на референдумот. Луѓе кои што глумеа големи националисти и патриоти сега се во поддршка на референдумот. Тоа не се патриоти, тоа се луѓе материјалисти, користолюбци кои што патриотизмот и национализмот ги користат како платформа за да си ги заштитат коруптивните позиции. Кој од нив повикал, например, да се донесе закон за докажување на потекло на имот, закон со кој што ќе може да се конфискува имот за кој што не може да се докаже дека е легално стекнат. Каде се тие правдолюбци, нели? Шарената револуција беше борба за владење на правото. Нели? Борбата против корупцијата е и предуслов за влез во Европската унија. Зошто не се зафатат тие прво со борбата против корупцијата, да кажат се друго е средано, останува само да се реши името со Грција. Затоа што нив им одговара ова како диверзија од потребната борба со корупцијата, од потребното воспоставување на владење на правото, за да можат да си купат уште малку време да продолжат со корумпираното владење и при тоа да добијат поддршка од западни политичари кои што ќе ги поддржат само заради тоа што нивните геостратешки интереси во Македонија ги спроведуваат и во такви услови се спремни да затворат очи пред криминалот. И ако некој создава во Македонија анти-НАТО и анти-ЕУ расположение, тоа се луѓето кои што стојат за оваа политика. Тоа се луѓето кои што стојат за еден договор кој што е неправеден, кој што е угнетувачки кон македонскиот народ и луѓето кои што стојат за еден договор кој што треба да ја зациментира позицијата на овој корумпиран режим овдека. Тие создаваат анти-ЕУ и анти-НАТО расположение, затоа што во Македонија немало до сега такво анти-ЕУ и анти-НАТО расположение. Тоа што постои е резултат на оваа политика. Груевски одеше во Страсбург, никој не го примаше. Ама чекај, Груевски не беше во коалиција со истото Дуи што е сега во коалиција со Заев. Дуи е несреќен албанци. Ама они се... Па тоа што имаш сега со Дуи? Што има со ама СДС? во оваа Ја не влада зборувам ни за Дуи, за СДС. Вие зборувате за аболициите од Иванов, а овие кој ги аболицира? Заев викаше дека Дуи е дел од корупцијата на Никола Груевски. А денес се во истата влада ги аболира уште неколку дена. Па може, па и Иванов викаше дека заради стабилност на државата ги аболира криминалците. Истото го каже Иванов. Му пречат сите освен Путин. Ќе ве прекинам повторно кратко за да одиме повторно со рекламите, па се враќаме во студио. Се враќаме во студиото, мои гости се Игор Александров и Алведин Демири.
на 10 дена од референдумот, 8 дена од кампањата, што очекувате да се случи на денот на референдумот? Имаме уште малку време да го искористиме. Сега ја не сум од тие што верува многу во бројките и начинот како се произведуваат бројките. Ни во избори, ни во референдуми, поготово за референдуми во Македонија, затоа што референдумите имаат многу негативна арома и негативен тек, затоа што имавме признати и непризнати. Сега и овој референдум така се наметнува као формален и немеродавен. Затоа што што ќе биде дента? Затоа што јас мислам дека видите во голема улога имате вие медиуми. Зависи како ги правите вестите и колку кому давате време. Сепак мислам дека не е добро. По медиумите се ствара едно мнение дека ќе биде жестоко. Тука се негде 50-50. Според кампањата на владата, тоа е свршена работа. Реалноста каде е? Јас мислам, поинаке се правам некој дел од македонците во ВМРО ќе гласа. СДС комплет ќе гласа. Албанците, сега нема да се спориме колку не има, ќе гласаат. Турците, ромите и другите ќе гласаат. Остануваат еден дел од македонците. Сега, немам намера тој дел да го наречем вака-нака. Меѓутоа, најподла улога тука игра ВМРО. Без став. Нити ќе гласа, нити не гласа. Добро, не е политички. Не е фер према народот. Ако веќе функционира... Резултативе, да не речам, иако е лошо да се прогнозира. Мислам ќе пројде. Бидејќи времето не гаси. Да. Александров? Значи вака, мислам дека се уште е неизвестно какво ќе биде гласањето, но мојот впечаток сега е дека целиот процес покрај тоа што е нелегитимно воопшто да се одржува референдум за вакви теми, ова е како референдум да правиш во кој што ќе кажеш утре за да бидеш маж треба да направиш сунет, за да бидеш жена треба бурка да носиш, и ако си хомосексуалец не смееш да кажуваш што си и не смееш да ја изразуваш својата определба, и сега мнозинството одлучило и така ќе биде. Значи, дури и да се малцинство, оние кои што се против оваа спогодба, не може мнозинството да го одлучи ова. Не може да биде тоа легитимно, тоа ќе биде репресивно, тоа ќе создаде нов јаз овдека и меѓу албанци и македонци и меѓу самите македонци. Како што на времето имало јаз помеѓу бугарски, грчки и српски македонци, сега ќе има помеѓу северни и етнички македонци. Таквиот јаз не може некој мене да ми каже дека е во полза на економски и социјален просперитет или во полза на евроинтеграција. Тоа ќе донесе овдека нова внатрешна нестабилност од типот каков што го видовме со војните во бивша Југославија, на Косово. Тоа не води нас назад. Но, јас она што го гледаме дека повеќето луѓе се предводат од страф. Оние кои што ми кажале дека ќе гласаат, велат дека ова е веќе решено за нас, ние треба само да го утврдиме тоа. Лјупче, само еден збор. Но никој не може да ги принуди, кога некој ги силува, тие да кажат да, јас сакав да ме силуваат. Треба да знаат дека дури ако се изгуби оваа битка, ако биде јасно дека сме силувани, ако јасно сме кажале дека не го прифаќаме ова, ни се отвара поголем простор во иднина да ја поправиме неправдата. А ако сега ние соучествуваме во оваа неправда од страф, тогаш тие кои што не силуваат ќе речат не ги силувавме, сами си го бара. Само за крај повелете. Да, спремање на постреферендумско однесување. Прво е што ќе се менува во Уставот. Ако се смени името, се спрема едно тензична состојба, каде ќе се појави тезата не се криви македонците, албанците ли го смени името. И тоа се спрема. Тоа се спрема и тоа е оној дел поразителен кој дополнително ќе треба да се храни со дополнителна храна. Затоа јас апелирам на албанците да не учествуваат во ова. Не треба да учествуваат во еден процес кој што македонците го доживуваат како угнетувачки. За да можеме ние утре да продолжиме да ги почитуваме нивните човекови права и слободни определби, треба да ги почитуваат нашите и не треба да учествуваат во овој процес. Затоа што во овој процес е засегнат само македонскиот идентитет и само
човековите права и слободи на оние кои што сакаат да бидат македонци и ништо друго. Значи ги По етнички повика да гласаат. Не, ги повикувам албанците воопшто да не учествуваат за да можеме да продолжиме да градиме соживот, наместо да одиме назад, да ги продлабочуваме тензиите. Јас пред 2 дена овдека имав пријател гостин Грк, во Австралија живее, на гостие во Грција. Дојде овдека, кога му кажав што се случува, само ја вртеше главата. Он си е Грк, за него ние сме македонци. За него тоа што грчкиот став кон македонците е само политичка демагогија. А како човек, кога ме почитува, зошто јас би бил анти-грк или анти-албанец? Ви благодарам што бевте гости во Отворено на Алфа. Времето сепак го кажува своето, мора да завршиме. Ви благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Пријатно.